од вода. Насекаде. До крајот на видикот. Речиси 280 километри на акумулациони објекти и разгранета мрежа на канали ги наводнуваат овие оризови полиња кои се наоѓаат во Кочанската котлина, за која може слободно да се каже дека е срцето на брегалничкиот регион. Статистиката вели дека фармерите од Брегалничко одгледуваат ориз на површина од речиси 4500 хектари, на територија на 7 општини, и имаат приноси од речиси 6 тони квалитетен ориз од сортите како Сан Андреа, Ониче, Рома и други. Тоа е речиси целокупното годишно производство на ориз во Македонија. Брегалница, втората по големина река во Македонија и нејзиниот слив, се дом на огромен број на видови на растенија и животни, што представува непроценлива вредност во однос на природните богатства на Македонија. Самата Брегалница, но и помалите реки и потоци кои се влеваат во нејзиното течение во должина од 225 километри, се значителен извор за наводнување на полињата на десетици илјади фармери од овој регион. Заради овој факт, Брегалница и нејзините води имаат уште поголема вредност во однос на нивното зачувување за идните генерации. Одгледувањето на ориз во Кочанската котлина е интензивирано во последните неколку години, а со тоа значително е зголемена употребата на вештачки ѓубрива и пестициди. Резултат на ова е зголемениот ризик за загадување и негативно влијание врз природниот биодиверзитет. Имајќи го предвид овој ризик, Програмата за зачувување на природата во Македонија, проект на Швајцарската агенција за развој и соработка, која помага во зачувувањето на исклучителниот биодиверзитет и природните екосистеми на Брегалничкиот регион, креираше пилот активност за одржливо одгледување на ориз. Оваа активност треба да ги подобри управувањето со природните ресурси и одржливоста на системите за производство на ориз во Кочанската котлина, а со тоа да придонесе кон зачувување на биодиверзитетот на Брегалничкиот регион, но и да помогне во зголемувањето на приходите кај фармерите, со што оваа активност има големо значење и од економски аспект. Macedonia is facing the same problems as the rest of the rice-growing countries around the world. They are now competing for water, and they're now competing for labour against other industries and against other agricultural production. So the point is, we need to look for better ways of growing rice so we can reduce the amount of water we use. We can do it in some other way other than relying on a lot of labour, and we can reduce the inputs, especially from the chemical side. So that combination is what this project is about. Од оваа година применуваме нови начини и техники за производство на ориз. Се со цел да имаме производство кое што ќе биде и поквалитетно и поздраво и попродуктивно. Тоа ќе е огромна заштеда и за самите земјоделци, а и за заштита ќе биде заштитен биодиверзитетот. Целта е да се споредат 3 земјоделски површини со ориз на кои се посејани 2 сорти на ориз – Ониче и Сан Андреа, со 3 техники на засејување и на кои се користат 2 техники за наводнување при производство на ориз. За оваа цел беа направени 3 показни полиња на кои се користеа 2 техники на засејување, традиционално и со редосејалка. Една показна површина која се вршеше машинско пресадување на однапред подготвен расад од пластиници и 2 показни површини на кои наводнувањето се врши со систем капка по капка. Во проектните активности, свој показни површини има јавното предпријатие Македонски шуми во Карбинци, еден оризопроизводител од Чешиново и Земјоделскиот институт во Кочани. За традиционално сеење користиме повеќе семе. Значи, фрламе околу 30 кг на семе, што воопшто не е малку. Додека со засејување со редосејалка се користи доста помалку семе, од 13 до 15 кг. Додека па со машинско расејување, расадување се користи уште помалку семе, околу 2 до 2,5 кг на 1 декар. Контролираната употреба на вештачки ѓубрива, хербициди и пестициди е круцијална за зачувувањето на биодиверзитетот и одржливото производство на ориз.
Затоа, активноста на програмата за зачувување на природата во Македонија предвидува потребното намалување на плевелот да се врши со хербицид за пред и поникнење, но во препорачани дози. Исто така, употребата на вештачки ѓубрива треба да е според препорачана доза и во соодветно време. Традиционално, фармерите од регионот го наводнуваат оризот во сите негови фази на развој, но бидејќи водните ресурси стануваат повеќе и повеќе лимитирани на глобално ниво, овој традиционален начин на поливање на растението треба да биде заменет со контролирана употреба на вода. На самата парцела имаме ставено цевки со кои што ја контролираме нивото на водата, на подземните води. И доколку се стимне нивото на подземните води, самиот коренски систем не може да ги веќе да црпи вода. Гледаме во цевките, доколку е намалено нивото на водата, значи тогаш долеваме вода. Иначе доколку има вода, подземна вода, воопшто на растението не му треба да му се дополнително пушта вода, да се полева површината и непотребно да стои самото растение во вода. For rice, we really need water in the reproductive stage. In the vegetative stage, we can have a crop non-flooded or stressed a little bit. Once we come into the reproductive stage, we need to have a continuous water supply, so we can't stress the plant. If we stress the plant, we end up with poor quality grain. Now, rice we sell as a whole grain. If we stress it, that rice will break when we actually mill it. So the value of the rice decreases very, very quickly. За прв пат во Македонија, но и во југоисточна Европа, се користи системот капка по капка за наводнување на експериментално ниво. Предпоставувањето на системот капка по капка на две од показните површините се посејани со техниката суво засејување со помош на редосејалка. По засејувањето се поставуваат цревата од системот и наводнувањето започнува. Drip irrigation is being used in many countries, being tested in many countries around the world. Traditionally it hasn't been for rice because drip irrigation is a high capital cost investment. So it's been used for high value crops. But now with the cost of water increasing, people are starting to try drip irrigation. The issues that we see with drip irrigation, yes, potentially it does have the potential to reduce water use, but other problems occur. Weeds are an issue, and you need a very good weed management strategy. Предностите на системот капка по капка се во тоа што наводнувањето е рамномерно, исто и ѓубрењето. Трошиме помалку вода, меѓутоа и прихраната се врши директно кај растението, рамномерно. Се користи кристално ѓубриво кое оде по системот, по капката и се распоредува рамномерно на целата површина, така да растението има сите растенија во исто време имаат онолку количина на прихрана колку што е потребно за растението. When we see the better farmers here, they are adopting different ways of growing rice. They are using seed drills. They are using herbicides in a much more pragmatic and also reliable way. So the opportunity is great, but what we have to do obviously is be able to demonstrate that to farmers. So that's what this project here is about. Оризот е растение кое расте брзо и може да прирасне од семе до зрело растение подготвено за жнеење за помалку од 5 месеци. Она што напролет се зелени полиња под вода, до почетокот на есента стануваат златно-жолти полиња на зрел ориз. Во октомври, оризопроизводителите од Кочанската котлина масовно ги жнеат своите полиња, надевајќи се на добар принос. Учесниците во оваа пилот активност завршија со жетвата, а резултатите се охрабрувачки за фармерот. Приносите оваа година подбација во целина заради климатските услови, заради годината. Производството е намалено на ориз. Меѓутоа на површините кои што и јас преку проекто имам спроведено, приносите се задоволителни и имаме добри приноси, надпросечно.
Едно од најважните својства кај оризот, тоа е рандманот или процентот на цели зрна добиен во процесот на белење на оризот. Испитуваниот рандман во лабораторија даде доста позитивни резултати кај сите варијанти на испитување и во трите локалитети кај двете сорти, така да добиени се високи просечни рандмани кои што се карактеристични за дадени сорти. Истите се движеа од 50 до 60% во зависност од варијантата, локалитетот и сортата на истражување. Со самото тоа што ќе произведеме поевтино производство, ќе имаме поголем бенефит и поголем профит. Тоа е целта на целата работа. Значи, да произведуваме поевтино, да е квалитетно и што е квалитетно, сигурно и поскапо ќе го продадеме и ќе имаме голем мотив да работиме во иднина и да остане оваа култура овде, као што е досега застапена, традиционално се произведува во Кочанско долги години. Ориз не се памти од кога се произведува и да продолжи меѓутоа да се применуваат понови и современи начини и методи на обработка на таа култура. Со векови, оризопроизводителите од Кочанската котлина ги користеле идеалните климатски услови и традиционалниот начин при производството на ориз. Оваа традиција треба да биде сочувана и за идните генерации. На крајот на краиштата, Кочанската котлина заслужува да го носи епитетот Дом на оризот во Македонија. За да ја задржат оваа традиција, фармерите мора да мислат и на еднината и да ги одржуваат и сочуваат ресурсите кои ги имаат, природните екосистеми на брегалничко и нивниот биодиверзитет. Само така, традицијата на производство на квалитетен ориз ќе биде вистински зачувана.